Уморот и брзото возење се најчестите причини за сообраќајни несреќи, тврди министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. На денешната пресконференција тој апелираше до возачите во летниот период да не тргнуваат на пат доколку не се одморени, да прават паузи од најмалку 15 минути на секој 2 часа возење, да внесуваат доволно вода и да ја почитуваат дозволената брзина. Би ги замолил сите оние кои што, особено во рамки на овие жешки летни денови, управуваат моторно возило, да возат одморени, да прават паузи по 15 минути на секој 2 часа минимум, да доволно конзумираат вода во рамки на, особено во рамки на најтоплите сати во текот на денот, да ги почитуваат сообраќајните правила, особено да ја почитуваат брзината, која што е пропишена во рамки на регулативите во Македонија. Најголем број од сообраќајните несреќи се случуваат или затоа што имаме преголем умор на оние кои што го управуваат возилото, или затоа што се управува пребрзо возило. Заради сето тоа, навистина сметам дека ова е една многу клучна кампања. Секој еден сообраќаен прекршок кој што е сторен ќе се достави до секој еден кој што го сторил, подвлече министерот Тошковски. Вели дека нема толеранција за никого, а правилата ќе важат и за возачите од странство. Безбеден град, камерите функционираат и работат, евидентираат сообраќајни прекршоци. Секој еден сообраќаен прекршок кој што е сторен од 1.2.2026 година па наваму ќе се достави до секој еден кој што го сторил прекршокот, без оглед дали управува моторно возило кое што е со македонски регистарски таблици или пак е со странски регистарски таблици. За многу брзо ќе бидете сведоци и на конкретната имплементација на вториот чекор, да кажеме, кој што се однесува во однос на достава на казните до оние кои што управуваат странски моторни возила, а тој ќе биде токму тука на овој граничен премин. Така да, еве, дупатаме да напел на сите кои што управуваат странски моторни возила, значи моторни возила кои што немаат македонска сообраќајна и македонски регистарски таблици, да ги известам дека прекршоците се констатираат и истите ќе бидат за многу брзо време доставени до оние кои што не ги почитуваат правилата. Целта, како што посочува министерот, е да се зголеми безбедноста во сообраќајот и да се намали бројот на несреќи во летниот период. Пораката е дека со голема внимателност зад воланот можат да се спасат човечки животи.